Телескопот Джеймс Веб собори рекорд. Забележана е супернова стара 13 милиарди години. Вселенскиот телескоп Джеймс Веб го собори рекордот за најрана супернова некогаш забележана, експлозија на звезда што се случи само 720 милиони години по големата експлозија, во средината на епохата на реонизација. Неверојатно откритие. Ова го победува претходниот рекордер, кога универзумот беше стар 1,8 милиарди години. Без гравитационо леќење, светлината од новиот рекордер не беше засилена со гравитационо леќење, што е обично неопходно за наблюдување на толку далечни објекти. Обична супернова. Анализата на податоците од Веб покажа дека станува збор за сосема обична супернова, без посебни карактеристики што би ја направиле посветла. Почетокот и потврда. Се започна на 14 март 2025 година, кога сателитот СЕВ-ом детектирал гамазрачен бран. Овој настан бил екстремно далечен. Последователните наблюдувања го одредија изворот и ја потврдија неговата оддалеченост, снимен со црвено поместување од 7.3, што одговара на околу 720 милиони години по големата експлозија. Астрономот Ендру Леван од Универзитетот Радбуд рече: само Веб можеше директно да покаже дека оваа светлина доаѓа од супернова, масивна ѕвезда што колабира. Изненадувачки нормална. На изненадување на научниците, наблюдувањата открија супернова која изгледаше доста слично на оние што ги гледаме во денешниот универзум. Ова имплицира дека суперновите од раниот универзум можеби не се значително посветли од поновите примери, што би можело да помогне во откривањето на повеќе од овие древни космички настани. Небезбедна роботика. Хуманоид го нападна извршниот директор на компанијата Engine A. Стравот дека вештачката интелигенција, ВИ, може да се сврти против нас станува споголем. Ова прашање се појави по новата демонстрација на кинескиот стартап Engine A, која го прикажува нивниот робот 800, како го напаѓа сопствениот извршен директор со целосна сила. Директорот Жао Тунјанг нападнат. Генералниот директор Жао Тунјанг стои во оклоп пред роботот 800. По првиот промашен удар, следниот го погодува директно во торзото и го фрла на подот. Реакција: претерано насилно. Претерано брутално. Без заштитна опрема, никој не би издржал, извика шокираниот Тунјанг. Engine A го објави видеото за да ги одбие обвинувањата дека претходната промоција била CGI, компјутерски генерирани слики, објавувајќи снимки како 800 спарингува со вистински борец. Безбедносни ризици и тужби. Овие видеа отвораат сериозни прашања за безбедноста. Дали овие хуманоидни роботи треба воопшто да имаат сила да повредат човек? Тужба. Поранешен инженер за безбедност во американската компанија Figure ја тужеше фирмата, тврдејќи дека предупредил дека нивните роботи се доволно силни за да скршат човечка череп. Во еден инцидент, робот на Figure за малку ќе удрел вработен. Извршниот директор Тунјанг се пошегува дека не може да гарантира дека ќе преживее следниот тест, нагласувајќи ја моќта на роботот.